Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Откако министрите од ДУИ поднесоа оставки кои ќе се ефектуираат веднаш откако пратениците на ДПМН ќе гласаат за уставните измени, сега на потеке Христијан Мицкоски. Со претходно донесените одлуки на Централниот одбор на СДСМ, како и со последната одлука на ДУИ, сите услови кои ги постави Мицкоски за ДПМН да ги поддржи уставните измени се исполнети, вклучително и влада без ДУИ. Ставајќи го државниот предпартискиот интерес, СДСМ и ДУИ покажуваат одговорност кон врвната стратешка цел, а тоа е европската иднина на земјата и сите наши граѓани. Уставните измени се влезени во собраниска процедура, јавно се објавени и откако нивната содржина јавно достапна, никој, па вклучително и Мицкоски, нема ништо против таквите измени. Сега, почитувани, на потек е Христијан Мицкоски да докаже дали има државнички капацитет, дали му е важна европската иднина на земјата или се грижи само за неговата фотелја во Белиот дворец. Членството во Европската Унија е врвна стратешка цел на мнозинството граѓани, не е борба за власт, туку борба за иднината на државата и од тоа СДСМ не отстапува. Гласот за уставните измени е глас за Европа, за сигурна и стабилна иднина на нашиот народ и на нашата држава. Еве уште една шанса за Мицкоски и ДПМН, кои со глас за Европа во Македонското собрание можат да покажат дека навистина се за европската агенда, дека европската агенда е македонска, наместо само да кочат и блокираат. Мицкоски, почитувани, треба да донесе одлука. Пратениците на ДПМН да дадат поддршка за уставните измени и продолжување на европскиот пат. Мицкоски да искористи шансата и да одлучи: глас за Европска Унија или изолација. Ви благодарам.